Навистина ме интересира што мислите. Може ли доместос да ја измие загадената вода и канцерогените хемикалии? Или може ли вазелинот да ги ублажи травмите од насилство, силување, детски труд, хемиски изгореници, дискриминација и расизам? Или може би Рексона или Акс можат да ја неутрализираат екоманипулацијата, инфлацијата, лажниот маркетинг и други мириси на модерниот капитализам? Па, Unilever верува дека може. Затоа што под свиленкастиот крем и сјајните етикети лежи приказна која воопшто не е чиста. Експлоатација, токсични производи, уништување на животната средина, кршење на човековите права и од време на време прикривање. Ајде да погледнеме што всушност се крие зад фенси пакувањата и шишињата на Unilever. Почнуваме со Dove, бренд која промовира вистинската убавина. А во 2017 година објавија реклама во која жена со темна кожа се соблекува и пуф! Се претвора во бела жена. И тоа не беше прв пат. Во втората реклама жена со темна кожа беше пред, а белата жена беше после. Буквално романтизирана верзија на 19 век во HD резолуција. Но не грижете се, Unilever се извини. Не поради расизам, туку затоа што рекламата не ги прикажа доволно жените од различни раси. И да не го забораваме познатиот крем Fair and Lovely, кој се продаваше со децении низ Африка и Азија како рецепт за успех, љубов и самодоверба, но само ако имате посветол тен. Капитализам, колониализам и расизам во една туба. Појавната осуда го сменија името во Glow and Lovely. Пораката остана иста, само што пакувањето беше освежено. Unilever исто така сака да се фали со одржливост, а не е важно што е еден од најголемите загадувачи со пластика во светот. Произведува милиарди кеси за еднократна употреба кои се насекаде. А океаните, тие буквално пловат во нив. И веројатно не сте слушнале за случајот од Индија кој очигледно не го споменуваат во своите реклами. Фабриката за термометри на Unilever во Кодаи канал со години испушташе токсична жива во шумите, труајќи ги работниците и разболувајќи ги нивните семејства. Дури по 15 години протести и вирални песни, Unilever плати мала компензација, додека најмалку 45 работници и 18 од нивните деца починаа во меѓувреме. Потоа е случајот со Борнео и Суматра. Добавувачите на палмино масло на Unilever ги срамнија со земја џунглите, уништија живеалишта на орангутани и продолжија да купуваат масло од нелегални извори, а истовремено раскажуваа приказна за одржлив синџир на снабдување. А во САД Unilever е казнет со милиони долари за фрлање нетретирани хемикалии во река, игнорирајќи ги еколошките прописи. Нивното решение не е рециклирање, туку екоманипулација. Во Африка жените што работеа на плантажите со чај за Unilever беа сексуално злоупотребени од нивните претпоставени во замена за работа. А што е со детскиот труд? И тоа постои. Amnesty International откри дека Unilever купува палмино масло од фарми каде што децата на возраст од 8 години работат во опасни услови. А потоа тука е и Кенија. Во 2007 година на врвот на политичкото насилство, најмалку 7 работници беа убиени, а повеќе од 50 жени беа силувани на плантажите со чај на Unilever. Правна одговорност нема. Дали сте слушнале за брендовите Суаве и Тресеме? Некои жени би рекле дека ги почувствувале на своја кожа, но буквално. Нивниот третман со кератин од линијата Суаве се рекламира како безформалдехид. Но погодете што, тој се уште е во производите, предизвикувајќи опаѓање на косата, изгореници и оштетување на кожата. А Unilever? Па, тивко го повлече производот без да даде никакво предупредување. Пошто следеше тужба и одштета од 10 милиони долари, додека извинување до потрошувачите никогаш не дојде. И токму кога помисливте дека не може да биде полошо, се откри дека шампонот Тресеме предизвикува иритација и опаѓање на косата поради друга хемикалија, истата што се користи за зачувување на трупови. И во случај некои од овие шампони да не виделе доволно штетни хемикалии, Unilever додаде и аеросолни спреови во својот асортиман, кои беа контаминирани со бензен, познат канцероген. Во 2022 година Unilever мораше да повлече 19 производи со спреј, вклучувајќи ги Dove, Суаве и Тресеме, бидејќи беа контаминирани со бензен, супстанца што предизвикува леукемија. И тоа не беше нивниот прв скандал со бензен таа година. Во
Во март 2022 година тие повлекоа некои испреови на Суаве 24-hour protection поради истиот проблем, додека Unilever се соочи со тужби и судски случаи, од кои некои се уште се во тек. А еве ги најновите скандали. Во јануари оваа година сапунот Dove прво беше прогласен за неусогласен со регулативата на ЕУ за козметика, а потоа во август 2025 година гелот за туширање Dove беше повлечен од продажба во ЕУ од истата причина, бидејќи содржи лилијал, забранета супстанца што може да предизвика неплодност, да го оштети фетусот во развој и да предизвика алергии. Иако научниците предупредуваат за неговата штетност, уште од 2003 година, а ЕУ ја забранува неговата употреба во 2022 година, лилијал се користи во козметиките повеќе од 40 години. И покрај обсесијата со убавина, интересно е како Unilever нема проблем со грдите вистини. Нивниот бренд Ben & Jerry's се обиде да престане со продажба во израелските нелегални населби, а потоа го тужеше Unilever два пати. Прво затоа што ги цензурираа, а потоа затоа што ги блокираа нивните објави за поддршка на Палестина и се заканија дека ќе го затворат целиот нивен одбор. Unilever го отпушти извршниот директор на Ben & Jerry's и ја предаде лиценцата на израелски партнер, а подоцна поранешниот извршен директор на компанијата за сладолед беше уапсен за јавна поддршка на Палестина за време на протест во Њу Јорк. Сега да го споредиме тоа со Dove, кој брзо беше повлечен од Русија откако беше обвинет за поддршка на војната во Украина. Unilever издава изјави, повлекува производи и го чисти својот имидж побрзо од шампонот. Очигледно застапувањето на човековите права зависи од локацијата. Russia was something that was a very difficult decision to make. Накратко, Unilever не е неутрален. Има длабоки деловни врски со Израел, каде што работи преку Unilever Израел, еден од најголемите дистрибутери на стоки за широка потрошувачка во земјата. Го прави секојдневниот живот подобар за сите, велат од Unilever. Но само ако не сте дете кое работи на плантажа, жена што има преживеано насилство, палестинец или само обичен потрошувач кој мисли дека шампонот не треба да предизвикува рак. Во тој случај, со среќа.